Во предпоследното коло од првата машка ракометна лига, ракометарите на градскиот клуб Борец триумфираа на домашен терен. Со убедливи 30:15 ја победи екипата на ракометниот клуб Струга. Со брзи голови и динамична игра беше совладан противникот кој моментов се наоѓа на 6-та позиција. Надпревар типично првенствен, во кој што се испочитува тоа што се договориме пред утакмица. За нас морам да кажам дека екипата на Струга беше непознат противник. Значи некои основни работи што се договоривме ги исполниме така да резултатот го кажува истинскиот одраз на силите на екипата на Борец и на Струга. Најефикасен во редовите на Борец беше Зоран Стојановски, кој постигна 10 гола. Веднаш по него со постигнати 5 гола се најде Димитар Икономов. За домакините ова беше достига неголемата победа, која се надзираше уште по завршувањето на првото полувреме. Како што знаеме, Струга е од долниот дел на табелата и тоа што се договоривме, меѓу нас го испочитувавме и така да резултатот дојде само по себе. Можам да кажам слободно дека сум задоволен тоа што го имав замислено, го исполнив и супер од моите играчи, значи се честитки до нив. Тоа е тоа. Најефикасен пак во редовите на ракометниот клуб Струга беше Христијан Миладиновски, кој постигна 5 гола. Делумно задоволен од играта на своите момци, тренерот на Струга Таневски истакна дека ова е прва сезона каде нивниот тим се надпреварува во првата лига. Во одбраната сум задоволен, додека нападот беше многу слаб. Направивме доста технички грешки и примивме лесни голови, затоа разликата беше околу 15 гола. Че гледаме да се поправиме, тие се млади играчи, отприлика 17-16 години се и пат играат во вакво надпреварување, прва лига. Искуство им фали, искуство, така веле се доста поискусна екипа од нас и се гледа дека се претенденти за првите места во лигата. Следната недела е последното коло од оваа полусезона, а екипата на Борец ќе ги одмери силите со екипата на Тиквешот Кавадарци. Очекуваме од нив, значи од таа средба да добиеме во гости, иако ти така да ќе биде малку потешко, но се надеваме на победа. Без дилема, без никакви калкулации одиме да победиме таму. Не само што ќе победиме, него акцентот ќе биде ставени на подобрување на играта, о некои работи што треба, што ни фалат во моментот, ќе се обидиме таму да ги исправиме за војни да стартуваме што поподготвени, односно за предизвиците што престојат напред, одговориме позитивно. И во насока да од надпревар ја подобруваме играта, како во одбрана, така и во напад. Во моментов екипата на Борец е на 3-та позиција. Во пролетниот дел, ракометарите на Борец ги очекува тешка полусезона, а неголемата битка ќе се одигра во Богданци, затоа што и двете екипи ќе се борат за 2-та позиција, која им овозможува бараж надпревар за влез во Суперлигата.